Упад во медиуми, нападнати новинари. Еснавските здруженија реагираат. Дали има опит за замолкнување на критичката мисла? Ова е само старт на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Оние личности кои што ние ги сметаме за највисоката власт, оние кои што треба да не заштитуваат нас, се однесуваат на едно толку ниско ниво. Морам да именувам господјата Иванка, ни рече, ете, прашајте ги колку пари сакаат. Населување на мигранти. Реалност или ширите параноја и ксенофобија? Најмалку треба да биде прашање на ширење на ксенофобијата, заради тоа што таа човечка емпатија треба да биде клучна во моменти кога ево прашање миграцијата. Господин Плацовски, стравувате дека ќе завршите на обвинителна клупа? Немам од што да се плашам во ниту еден момент. Висок криминал многу ретко се гони кај нас. Или и да се поведе судска постапка и да се покрене обвинение, тоа некако заглавува во лавиринтите на судскиот систем. Зошто К15 стана трн во око за политичките елити? Затоа што го соочуваше народот со вистината. И ние искрено не веруваме во позиција и опозиција, веруваме дека они сите заедно работат против народот. Настани која одбележа оваа недела. Упад во медиум, напад врз новинари. Одржана анкетна комисија за родителите на жртвите од Кочанската трагедија. А дента и кога се одржа собраниската седница за родителите на жртвите од Кочанската трагедија. Премиерот Мицковски излезе со став. Празниците се ближат, да зборуваме за убави работи, а не за измислени теми. Ова изјава на премиерот помалку беше симптоматична, можеби несрекна. Особено во околностите во кои државата се наоѓа подолг период. Она што остави впечаток на собраниската седница, поточно на анкетната комисија, се обраќањата на дел од учесниците, особено на помладиот кадар, на помладите луѓе, на невладиниот сектор. Кој е следен? Анастасија Павловска беше една од девојките и присутните на анкетната комисија, која одржа лекција на политичарите. Добре дојде во емисијата. Ви благодарам на поканата. Павловска, кои се вашите први впечатоци по одржаната седница, анкетна седница, на која родителите на жртвите се соочија со пратениците? Првите впечатоци е дека оваа анкетна комисија нема да допринесе кон спроведување на правдата која што овие родители ја бараат, бидејќи видовме голема несериозност, незаинтересираност од страна на пратениците. Не личеше само како уште една процедура која што е бирократија, која што мора да се помине и за јавноста да биде срекна, но јавноста нема да биде срекна, бидејќи нема да искочи правда од оваа комисија. Дали на државниот врв му беше важно да се појави, да ги види родителите, да ги сослуша и толку? Значи, првично мислам дека им беше битно да бидат видени од страна на јавноста дека се присутни на таа анкетна комисија, но не им беше битно навистина да ги слушаат родителите и навистина да размислат длабоко и во себе и да си ја најдат човечноста за да можат да сочувствуваат со овие личности, со родителите, а и понатаму нели да действуваат за да има политичка одговорност за оваа трагедија, а не несреќа. Ја пропуштија ли политичките елити шансата да им подадат искрена рака на родителите на загинатите? Значи, Они ја промашија оваа шанса уште пред 9 месеци, бидејќи навистина е срамота 9 месеци да треба да чекаат родителите, за да имаат средба лице в лице со сите овие политичари, особено представничката од ВМРО која што се обрати, она ги повика во незиниот кабинет да се соберат, затоа ја побара паузата која што ете во јавност искочи како срамно барање. Значи, они имаат 9 месеци за да реагираат, да се соочат со родителите. Сега веќе мислиме, ние како иницијатива сметаме дека навистина доцна било каква реакција која што има. Дали впечатокот ви е дека владееше или преовладуваше индиферентноста, безсрамноста, безчувствителноста кон овие родители?
на вистина владееше. Значи јас десно од мене беа седнати представници од сите политички структури, значи не сакам да извадам ниту еден како позитивен пример кој што би можела да кажеме. Нула емоција имаше. Нула. Особено знаеме дека и дел од тие политичари се обвинети од јавноста и за други трагедии, за модуларната, за Бесатранс и за непостапувањето и за тие случаеви. Значи, јас цело време ги посматрав, апсолутно нула емоција покажа. Сега не знам дали е тоа некаков тренинг кој што они го добиваат, ама кога ќе видите вие, јас кога и да сум со родителите, например, бидејќи ние многу често сме со родителите од куќани, ја не можам да останам рамнодушна. Ја не знам како овие луѓе успеаат да останат рамнодушни на се што им беше кажано од страна на родителите. Каде се изгуби човечноста, емпатијата, солидарноста? Мислам дека сега збориме специфично за нашите политичари, мислам дека парите и мукта која што корупцијата која што владее навистина им влијае врз тоа каква човечност покажуваат они. Значи, мислам дека веќе човечноста ја гледаат низ призма на тоа што можам јас да добиам од оваа личност, од оваа ситуација. Ја не мислам дека нив им беше толку битно целата трагедија што се случи и како влијаеше врз судбината на сите родители, на сите нас загрижени сограѓани, туку на нив само им беше битно дека ова им ја наруши кампањата. Што мислите, зошто беше побарана оставка од претседателот на владата Христијан Мицковски? Бидејќи секој политичар мора да сноси морална и политичка одговорност кога во негово владење се случува ваква огромна трагедија, која што е резултат на институционални пропусти. Зошто во Македонија изостанува моралот, етиката? Повторно ќе се вратиме на тоа, јас мислам дека и ние како народ заборавивме дека ние имаме должност да се бориме, нашите политичари, нашите народни избраници, да бидат морални и да се придржуваат до етичките вредности кои што еве ние сите како нормални луѓе си ги практикуваме меѓусебно, но еве гледаме дека во највисоката власт во оваа држава апсолутно не постојат тие вредности. Дали оваа анкетна комисија за жртвите, за родителите на жртвите од Кочанската катастрофа, всушност беше само парада во која и едните и другите, и власта и опозицијата се обидува да си ја префрлат топката едни кон други за вината и за генерално системските пропусти. Не говорам само за оваа катастрофа, туку и генерално за она што ни се случува во изминативе години. Апсолутно тоа беше случајот, значи навистина прво почна седницата нели со еден вид на препукување од страна на представничката од ВМРО према представникот од Левица кој што е претседател на комисијата, понатаму во нивните излагања, значи на сите представници, повторно ќе кажам, од сите политички партии, беа политички говори, не беа насочени точно према темата за која што бевме собрани, односно барањата на родителите, бидејќи имаше спомнување на етникум, на промена на јазикот, на сите претходни случаеви кои што земале оваа држава и ја завиле во црно, и навистина само се изгуби еден фокус и ние кои што бевме дојдени како гости, како наблюдувачи, не ни беше јасно зашто е оваа анкетна комисија. Значи, навистина беше еден хаос, еден циркус кој што јас не можам да го заборавам и навистина каде да одам ќе зборувам за ова, бидејќи беше шокирачки за мене како оние личности кои што ние ги сметаме за највисоката власт, оние кои што треба да не заштитуваат нас, се однесуваат на едно толку ниско ниво. Значи, првично нит ги отпоздравија самите родители како што влегуваа, никој не ги ни погледна во очи овие родители. Они само кога искочија да зборат на микрофон, тогаш тек им се свртија на родителите, им се обратија. Претходно немаа храброст никој од нив да ги погледнат. Зошто? Што мислите? Затоа што знаат вината каде лежи. Знаат дека вината е во нив. Не им е чиста совеста? Не им е чиста совеста, навистина. Посебно бидејќи по завршувањето на седницата, господјата Иванка се зема за права да натргне на страна нас од иницијативата кој е следен и да проба да ни се објасни зашто она завземала таков став. Ама паралелно додека зборуваше,
повторно се инкриминираше, односно се инкриминираше сопствената партија, бидејќи викаше, па ја не можам да одговарам за овој, јас не можам да одговарам за оној, ние како партија да може да побараме они да одговараат пред Конгрес, пред пред јавноста, но сепак ние мора да покажеме дека сме заедно во едно вакво време. И сега, кога некој ќе ти каже директно такво нешто, навистина не е јасно колку е часот во оваа држава. Односно, дека политичките структури навистина ќе се заштитуваат меѓусебно и ние искрено не веруваме во позиција и опозиција, веруваме дека они сите заедно работат против народот. Дали македонското водство сака на некој начин да ги принуди родителите на загинатите млади да добијат конкретно одговор каква финансиска компензација треба да добијат и сакаат да добијат? Да. И со тоа да се спасат од секаква друга одговорност. Да. Мислам дека тој наратив кој што го буткате навистина мрачен и навистина не знам од каде, од каква човечна страна може некој да разговара на таков начин, бидејќи повторно морам да именувам господјата Иванка, ни рече, ете, прашајте ги колку пари сакаат. Кога одиме од таков момент, од таква мисла дека родителите ги бараат тие пари, овие родители имаат огромни трошоци, бидејќи голем дел од нив имаат и деца кои што преживеале. Голем дел од нив не можат веќе да одат на работа, ете јас сум психолог, можам да кажам дека едно вакво искуство навистина може да те спречи во извршување на наједноставни секојдневни функции. И сега нормално дека родителите ќе бараат финансиска помош како што имало и за претходните трагедии, и нормално дека мора да се даде соодветно. Ама вие кога ќе прашат исто како премиерот со неговата изјава колку чини животот на твоето дете. Тоа е навистина навредливо и повторно го врти наративот дека родителите ја бараат правдата само за да видат пари, а тоа не е вистина. Родителите ја бараат правдата бидејќи они немаат за што друго да живеат освен да се изборат за правда за децата кои што ги изгубија. Настрана анкетната комисија паралелно се одвива и судски процес. Сметате дека вистината и правдата ќе излезат на виденина, на што инсистираат пред се родителите? Веруваме дека во судскиот процес уште од самиот почеток има веќе некои недоследности, има навистина првично да го видиме обвинителниот акт и ја не сум правник, нема да навлагам во таа работа, но сите правници го критикуваат, сите адвокати, сите од таа фела го критикуваат самиот обвинителен акт. Еве сега и по разрешувањето на јавниот обвинител Куцевски може да видиме дека ова е процес кој што намерно се развлекува, кој што намерно е направен да биде комплициран за целата јавност да не може да следи. Ние имавме обид неколку пати да добиеме информации директно од рочиштето, имаше и еден наш представник обид да влезе на самите рочишта, но не беше, нормално беше спречен. Едноставно се гледа дека ова е судски процес кој што е наменет само за јавноста, ова е судски процес кој што не има за цел да изводи вистината и да ги казни вистинските луѓе. Бидејќи не може да ми каже некој, не може на никој да ни каже тука дека една година откако оваа политичка структура е на власт и откако има своји директори во сите овие институции кои што биле директно инволвирани во самата трагедија, никој да не биде обвинет. Дека сите и една од мајките имаше иста реакција. Кога Иванка отиде да ја убеди дека треба да се тргнат на страна за оно да им збори против Апасиев, она им кажа: моето дете не умре пред 20 години, не умре пред 4 години, моето дете умре оваа година, кога вие сте на власт. Така да навистина ни личи само дека ќе има некои пресуди кои што нема да бидат задоволителни за никој вклучен, освен за оние кои што имале вината, успеале да се спасат. Ние затоа имаме нашата иницијатива, мотото ве гледаме. Дека јавноста ги гледа, ние младите веќе не планираме да толерираме ништо од ова. Ние разбираме дека повозрасните израснати се во поразличен систем, каде што притисокот од некои повисоки структури е побитен.
Но јас искрено сега кога бев соочена во собрание со највисоките структури во нашата земја, јас сватев дека ние младите имаме многу поголем капацитет и интелектуален и човечки капацитет и навистина ќе се избориме за правда. Еве, ова е една од најсилните моќи кои што ние ги имаме, е тоа што ние нема да заборавиме. Ние моментално живееме во систем кој што работи ние да заборавиме. Затоа ние константно сме бомбардирани со најразлични црни вести. Нашава држава стана само една црна хроника. И тоа работи системот ние да заборавиме. Ама ние како група решаваме дека нема да заборавиме, родителите нема да заборават, најблиските на родителите нема да заборават, преживеаните нема да заборават и се надевам дека и сите медиуми нема да заборават и константно ќе агитираме и 20 години да трае овој процес. Сите, значи апсолутно сите без исклучок ќе завршат во затвор или пак ќе добијат соодветната казна која што заслужуваат. Благодарам што дојдовте во тренинг. Анастасија Павловска од иницијативата Кој е следен, джингл, и во студиото влегува Оливер Спасовски, координатор на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и поранешен екс-министр за внатрешни работи. Следите тренинг гостин во ова издание следен е Оливер Спасовски, координатор на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз, екс-министр за внатрешни работи. Господин Спасовски, зарем не е срамно? Ве прашувам како пратеник и сите останати пратеници кои бевте на анкетната комисија да барате пауза од родителите на жртвите. Па тоа е и срамно, и би рекол и нечовечки. И за мене беше големо изненадување зошто пратеничката група на ВМРО-ДПМН не побара да има пауза во моменти кога можеше да се разговара на темата. Така да и ова јас го кажав дури во дебатата на таа анкетна комисија, дека ако родителите изнајдоа сила после сите случувања да дојдат не само во собрание да дебатираат, да разговараат со многу релевантни институции во државата, со народниот правобранител, со медиумите и така натаму, да протестираат, тогаш не станува збор дали ние ќе имаме сила да разговараме на таа анкетна комисија или било каде на темата која што треба да значи промена на системот како што го најави владата после случувањето. Што фајде? Какви се ефектите од ваква една анкетна комисија во ситуација кога паралелно се одвива судски процес? Дали ова беше само исклучиво за прибирање на политички поени, било на СДС, било на ВМРО, да помине на грбот на родителите? Судскиот процес е процес кој што се одвива на основа на истрагата која што е спроведена. И тоа нема собранието надлежност да се меша во судскиот процес, затоа што се случува таму. Секако дека секој од нас може да има различни размислувања, ставови во однос на тоа што е обвинението, дали така поставеното обвинение ќе дојде до конечни резултати кои што ги очекува јавноста. Јас лично се сомневам заради тоа што не може во ниту еден момент се да се подведе под едно кривично дело и да одговараат сите за истата работа, меѓутоа тоа е работа на правосудниот систем. Дали оваа трагедија е резултат на системски пропусти и постои ли опасност судскиот процес да заврши како несреќен случај? Парламентот има надлежност своја која што може да практично направи една расправа, надзорна функција која што му е работата, преку формирањето на анкетни комисии, преку надзорна расправа и така натаму. Меѓутоа, ова што беше расправа во собрание сега е седница на постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права и тука родителите имаат доставено во јули месец представка за заштита на човековите права. И на основа на таа представка се разговараше во собранието. Јас секогаш сметам дека таа дебата треба не да навлегуваме во истрагата, не да бидеме ние тие кои што ќе судиме и така натаму или парламентот, туку едноставно преку вакви дебати да видиме кои се негативностите во системот. Ако сите говориме за
тоа дали системот потврлил во овој случај, односно не прашуваме, туку констатираме дека системот потврлил, тогаш ние ќе мораме да најдеме механизми низ таа дебата, низ анализа, да видиме што е тоа што треба да се промени. Еден добар дел од работиве е на собранието, затоа што законската регулатива која што се носи од страна на собранието. Ќе го спомнам Законот за угостителска дејност. Клучен закон за ваквите угостителски објекти и така натаму. Собранието го има менувано во периодот до 2017 година 2 пати, во кои што практично се намалуваат критериумите за отворање на вакви угостителски објекти. Сега, едноставно, после тие 2 измени кои што се направени, законот кажува дека собственикот може со собствена изјава под полна материјална и кривична одговорност да гарантира дека објектот ги исполнува сите тие услови кои што ги исполнува. Дали се сеќавате кога последен пат во ваш мандат МВР влегло во дивата дискотека? Повеќе пати е влегувано заради тоа што имаше отворено оперативни акции. Ви се сеќавате на оперативната акција за безбеден град, што беше во Скопје, безбедно лето кое што работеа колегите, така да имало повеќе контроли. И тогаш од аспект. И тогаш не беше евидентирано дека има пропусти. Министерството за внатрешни работи прави контрола од аспект на својата надлежност. Значи, контрола за малолетници, контрола во делот на тоа што значи обезбедување на дискотеката и така натаму, ако има, додека другите институции, пазарниот инспекторат и така натаму, имаат надлежности во однос на тоа дали има лиценци, која намена има објектите и така натаму, тоа не се активности на Министерството за внатрешни работи. Затоа викам јас дека системот мора да зајакне и таму каде што немаме децидни норми во однос на одредени работи, настануваат одредени пропусти кои што се случуваат. Меѓутоа, ова треба да се утврди и час поскоро да се смени законската регулатива. Меѓутоа, кога говориме после случајот во Кочани, дека треба да се промени системот и дека треба да направиме се за да тој систем функционира нормално, тоа ќе подразбира дека системот за да се менува, треба да се менуваат и одредени критериуми кои што се за носители на функции, па критериуми како и на кој начин и кои треба да ги исполнуваат условите одредени објекти, не само во областа на угостителството. Тука ќе напоменам, овој парламентарен состав сега, до сега, најмногу закони, ако погледнете статистички, најмногу закони има донесено во кои што, и тоа по скратена постапка, во кои што се менуваат 2 работи. Едната работа е промената на името во уставното име, значи Република Македонија се заменува со Северна Македонија, и втората промена се намалуваат критериумите за избор на директори. Скоро во сите закони кои што практично се донеле до сега во собранието. Тоа покажува дека декларативно е само залажбата дека ние сакаме да ги зајакнеме критериумите, да имаме менување на системот, а во пракса, тоа што сега ни се случува во моментот, ние практично имаме намалување на критериуми за да се задоволат одредени политички апетити. Господин Спасовски, населување на мигранти, реалност или ширите параноја и ксенофобија? Миграцијата како процес е еден феномен, да речем, кој што нема да заврши сега, нема да заврши за брзо време, тоа е нешто што ќе трае или како безбедносен предизвик, исто како што е и тероризмот, како што е и компјутерскиот криминал и така натаму. Меѓутоа, миграцијата, вие знаете дека сериозен проблем 2015 година имавме со миграцијата во државата. Некаде 2015 до јануари, крајот на јануари 2016 година, имаме околу 1.100.000 мигранти кои што поминале низ територијата на Македонија, така да Добро, ова прашање се сеќавам дека имавме голема мигрантска криза, се плашевме дека дел од тие ќе останат, па никој не остана во државата. Ова прашање кое што сега го отвараме не е прашање на најмалку треба да биде прашање на ширење на
ксенофобијата, заради тоа што таа човечка емпатија треба да биде клучна во моменти кога ево прашање миграцијата, кога одредени луѓе бегаат од зошто одите со регион? усвојување предлог резолуција во собрание, собирате потписи? Сега, значи, кога зборувам за тоа дека најмалку треба да биде прашањето на ксенофобијата и така натаму, тоа е клучната работа. Меѓутоа, овде се поставува сериозно прашањето. Дали ваквите процеси треба да се водат транспарентно? Дали разговорите која беше во однос на договорот со Британија треба да бидат транспарентни, да видиме што е тоа што се разговара? Се сомневате ли во ставот на премиерот кога да вика дека мигранти во Македонија нема да бидат примени? Па секако дека има сомнеж заради тоа што ако имате ситуации во кои што се разговара на темата мигранти, ако имате состојба во која што медиуми значајни во Велика Британија објавуваат дека има такви разговори помеѓу владата на Северна Македонија и на Британија апропо договорот кој што го имаме случајно, па дури се споменуваат и цифри од 20.000 фунти по мигрант. Имајќи го во предвид искуството кога бев министер 21 година, кога тогашниот британски амбасадор по насока на нивното Министерство за надворешни работи побара средба со мене, а впрочем се побара средби во целиот регион тогаш на така наречениот Западен Балкан, истава работа беше понудена. Да бидат тука, да се вложуваат одредени финансиски средства во згради и така натаму, а да тие кои што бараат азил бидат на територијата на Македонија, оние кои што ќе добијат да заменат во Британија, остатокот треба ние да ги вратиме. Оправдани се стравувањата заради тоа што ние не сме имале ситуација во која што на транспарентен начин ова се договарало. Јас во тој дел... Зошто како најголема опозицијска партија вашиот лидер не побара средба со британскиот амбасадор во Скопје да изврно да се информира, или вие вашите ставови ги темелите исклучиво врз информациите на британските медиуми? Не, ние ги темелиме нашите информации на сите извори на информации кои што ние ги добиваме. И впрочем, работата на опозицијата е да ги прибира сите тие информации и ако гледаме дека владата не сака транспарентно пред јавноста за тоа да разговара и да се затвори ова прашање, тогаш мора да го отвараме во јавноста се додека не го затвориме на начин на кој што треба да се затвори во овој дел. Дали е точна информацијата што ВМРО-ДПМН тврди дека во 2018 година имало договор за отворање на прифатни центри за мигранти? Не е точно затоа што прифатните центри за мигранти се отворени во 2015 година. И такви прифатни центри за мигранти имаме два. Едниот во Винојук во Гевгелија, вториот во Табановце. Тие и ден денеска работат како прифатни центри. Капацитетот на тие прифатни центри беше некаде од 1500 до 2000 по ден. Зошто тогаш не една информација да ви дадам? Зошто тогаш на пример не сте гледале ништо спорно во прифаќање на мигрантите, а сега меѓу јавноста ја ширите тезата дека во Македонија кога дојдат мигранти тоа ќе биде драма. Прво, тоа се две состојби, две ситуации кои што се сосема различни. Ние имавме мигрантски бран во кој што 2015 година во Македонија влегуваа по 12 до 15 илјади луѓе на ден, кои што транзитираа низ Македонија и заминуваа по западно-балканската рута. Вие самите се сеќавате дека во Македонија не постоеше законски основ тие мигранти да се третираат легално кога престојуваат на територијата на државата. Па дојде тогаш до измена на законот за странци, па се даде рок од 72 часа да може да ја поминат државата. Значи, таа ситуација во која што имаме транзитно поминување низ територијата на Македонија е една работа. Сега имаме состојба во која што се разговара дека ќе имаме мигранти кои што ќе бидат на територијата на Македонија, а ќе аплицираат за азил во Велика Британија. Сите оние кои што ќе добијат ќе заминат таму, остатокот треба да се вратат од земјата на потекло. Македонија нема случајно договори со земјите од Блискиот Исток, од Африка и така натаму за реадмисија.
за враќање практично на ваквите мигранти. Еве да ви дадам информација. Во средата вечер, преку ноќ, во транзитниот центар во Табановце, една група на египетски мигранти го имаат демолирано целиот камп. Дури имам информации дека Црвениот крст побарал да не работи кујната за да не им дели храна, апропо немањето на безбедност во овој дел. Имам информација дека кампот транзитен во Табановце во овој момент нема видеонадзор заради тоа што летото имало некаков пожар во кој што практично опремата изгорела и веќе не се ставила некоја нова опрема и така натаму. Ова се прашања кои што мора да бидат одговорени пред јавноста и преку таквите одговори на сосема транспарентен начин да заземеме сите заеднички став. Мојот став личен е дека не можеме да бидеме земја во која што ние ќе спроведуваме постапка за азил на некоја друга држава, а при тоа да ни остануваат мигранти кои што нема да можеме да ги вратиме нас. Во што е заблудата околу мигрантите? Нема бегалски кампови, но дали е возможно да има бегалски населби? Тоа е вистинско прашање кое што јас си го поставив и ќе ви кажам на што го базирав тоа прашање. Тоа едното е на изјавата на премиерот, кој што рече додека сум јас премиер нема да има бегалски кампови. Предпоставам дека бегалски кампови како оние што беа или што се во Гевгелија и во Табановце, кои што се отворени 2015 година, или бегалски кампови како што ги имавме 99 година на бегалците од Косово. Меѓутоа, дали е можно да имаме некакви населби? Да, можно е. Сега ќе ве вратам назад за кажувањето на министерот кога кажуваше дека 21 година владата донела одлука ќе се гради бегалски камп во Бардовци. Апсолутна невистина. Владата донесе одлука да се гради преку европски проект нова зграда на Центарот за странци. Центарот за странци е дел од систематизацијата или од структурата на функционирање на Министерството за внатрешни работи. Денеска го имаме Центарот за странци во Газибаба, кој што е во еден објект, поранешна градинка, во несоодветни услови кои што не ги исполнува ниту еден од тие критериуми. Под притисок на јавноста тогаш владата донесе одлука да се прекине тој проект, иако беше започнат од страна на Европската унија, и сметам дека таа одлука беше погрешна на тогашната влада, затоа што требаше да се изгради тој центар за странци, ама тоа нема врска со мигранти, со мигрантска некаква криза или мигрантски бранкоши ги има. И втората изјава која што ја слушнав деновиве од еден од пратениците на ВМРО-ДПМН беше дека додека е ВМРО на власт, нема да има ни еден илегален мигрант на територијата на Македонија. Ова е исто така еден став многу симптоматичен во јавноста што се пласира. А што правиме со легалните мигранти, ако немаме илегални мигранти? Значи се прашуваме со легалните мигранти што правиме. Следите држин гостин во студиото Оливер Спасовски, пратеник, координатор на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз, екс-министер за внатрешни работи. Ако буџетот е скроен за вонредни избори, како што вели вашиот сопартијац Бетичи, дали не мислите дека веќе ве гази времето во подготовка на новото раководство на Социјалдемократскиот сојуз? Секоја политичка партија треба да биде подготвена, зборувам организацијски и програмски, за изборни процеси. Така да партијата треба час поскоро да ги заврши сите тие подготовки, реформи, ако сакате, промена на раководство и така натаму, и да се насочи кон целосна организациона консолидација од најниското ниво на делување на партијата, тоа е местниот одбор, па се до највисокото партиско раководство, Централниот одбор, Конгресот. И како е возможно на партијата? Председателот на партијата да бара оставка од целото водство, а тој да не понесува одговорност? Видете, јас зборував за на таа тема. Сепак логично е за вас тоа? Сепак одговорноста, оставките и така натаму, тоа е лична работа, морална, етичка и така натаму.
зошто тоа е донесено како одлука, сепак сметам дека правени се некакви анализи. Колку и тие да не се... Еве, хипотетички, да сте логични. вие на местото на Филипче. Вие како би постапиле? Па видете, има пракса веќе воспоставена во СДСМ во овој дел и мислам дека јас лично сметам дека изборниот резултат ќе мора да ги покаже потезите кои што треба да ги повлечете понатаму. Мицковски на Конгресот ги собра сите. И критичари, и дисиденти, и стари кадри, и од бомбите, и пред бомбите. Зошто Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бега од старите кадри во партијата, кои денеска ви се гласни критичари? Резултатот на успехот на секоја политичка партија е пред се во единството. Значи, покрај политичката платформа која што ќе ја понудите кај граѓаните, покрај добрата организација која што имате, секако дека една од клучните работи е да ги соберете, односно да ги ангажирате, да ги обедините сите, или ако сакате пред се да ги мотивирате сите тие кадри за да бидат дел од структурите или од оние активисти, волонтери кои што ќе работат за Кој го создаде раздорот во партијата? Така да сметам дека СДСМ, ако сака да има успех, ќе мора сите да ги обедини. За мене не постојат стари и нови кадри. И тоа е многу дискутабилно прашање кога разговарате за тоа што се стари, а што се нови кадри во СДСМ. Затоа што, верувате, од сите носители на функции постојат многу повозрастни, многу поактивни, многу поборбени членови на СДСМ и секое водство мора пред се да мисли за членството на СДСМ. За најобичниот член во Битола, во Кичево, во Охрид, во Куманово, во Крива Паланка и така натаму, а не за кадрите само во раководството. Тоа не сме да се влече таква паралела. Ние сепак имаме одговорност за членството генерално, меѓутоа одговорност и за граѓаните и за државата. Дали има потреба од нова идеолошка матрица на социјалдемократите? Не може да има потреба од нова идеолошка матрица. Идеолошката матрица е јасна. Социјалдемократијата е темелот на социјалдемократскиот сојуз. Зошто, например, го изгубивте оној граѓански концепт? Го изгубивте невладиниот сектор? Пристапот во реализацијата, имплементацијата на таа наша социјалдемократска платформа и вредност треба да биде сигурно модифициран, заради тоа што се модифицираат со текот на времето. Сега, ова е многу интересно прашање во однос на, да речам, не губење, би рекол, може би деактивирање на одредени членови на СДСМ, натаму невладини организации и така натаму, затоа што сметам дека имаше одредени политики кои што практично ги прокламиравме, беа дел од изборните програми на Социјалдемократскиот сојуз и на крајот се повлекувавме од тие проекти. Еден добар дел од нив реализиравме и тие проекти кои што ги реализиравме се за доброто на граѓаните на државата. Меѓутоа, еве да ве потсетам за солидарниот данок. Се сеќавате дека беше донесена одлука, па после тоа се одложи на влада и така натаму. Мислам дека луѓето со чиста социјалдемократска идеологија и вредност не можат да прифатат во ниту еден момент политика која што ќе значи тргни во еден правец, па застани, повлечи се после понатаму, па тргни во друг правец, па застани, повлечи се. Тоа мора да се консолидираме, меѓутоа тоа е се начинот на имплементацијата на оваа наша платформа која што има. Господин Пацов, ке стравувате дека ќе завршите на обвинителна клупа? Јас сум говорил многу пати на оваа тема, апсолутно немам од што да се плашам во ниту еден момент. Сите аргументи, факти се тука, институциите нека работат, јас сум тука. За оваа тема се разговараше и претходно, така да најважно е целиот тој процес да заврши преку институции. Имавме едни такви политичари кои што велат чист сум, тука сум, им стојам на институциите на располагање, па исчезнува од државата, да не спомнувам имиња. Па прво, не можете да направите никаква паралела помеѓу мене и нив. Апсолутно никаква паралела. И
така да таа констатација која што ја кажувате воопшто не стои во однос на оваа дискусија. Така да јас сум тука и ќе останам тука од целиот период, така да немам јас за што да размислувам друго, освен да бидам овде, да се борам во државата, да се борам за неправдата, да се борам за вистината и така натаму. Благодарам за интервјуто. Ви благодарам. Битката против корупцијата во Македонија е рак рана. И натаму, висока е стапката во справувањето со корупцијата, а проблем останува и натаму неказнивоста. Во издание на Тренинг соговорник е Благоје Пандовски, кој е председател на Transparency International. На месечно ниво ја мерите перцепцијата во битката против корупцијата. Може и да направите паралела. Дали има некаков напредок во однос на минатата година ова време? Ја споменавте перцепцијата. Индексот, знам дека вашето прашање не е техничко, меѓутоа индексот за перцепција на корупција, доколку на него мислите, минатата година, односно оваа година со податоци кои што се однесува на минатата година, имавме 40 поена, додека пред минатата година имавме 42, што и не е некој напредок или уназадување. Во секој случај сме под оние 50 поени кои треба да ги имаме за да се смета дека ете било како се бориме против корупцијата. Барометерот е нешто друго. Барометерот кој излегува на месечно ниво ги содржи сите актуелни настани поврзани со коруптивни дејанија кои ги делиме на бистри и матни во делот на тоа колку од нив се спроведуваат преку органите на прогонот и добиваат судска завршница и оние кои остануваат само на индици, односно озборување помеѓу луѓето или новинарски објави. Меѓутоа, ако се тргнеме од овој технички одговор, ако одиме на суштината за перцепцијата на корупцијата најдобро ја чувствуваат граѓаните. Според мене, вистинската перцепција на корупција ја чувствува обичниот граѓанин, кога тој не може да си оствари собствени права, кога ќе отиде на лекар, па не може да добие здравствена услуга, кога ќе отиде пред суд, кога не може да добие пресуда за нешто што по закон му следува, кога ќе отиде пред било кој државен орган и не може да си оствари некое свое право. Најобичниот граѓанин, оној анонимниот, оној кој го живее обичниот секојдневен живот, преку него се гледа перцепцијата на корупцијата. Во овој случај перцепцијата на корупцијата е таква да се уште луѓето немаат доверба во институциите, се уште луѓето не може да ги остварат своите права и се уште обичниот човек е жртва на корупцијата од која бенефит имаат само богатите, само високите слоеви, само оние кои имаат јавни позиции. Господин Пандовски, изминатиот период, сведоци сме на злоупотреба на европски пари. Тендерски скандал во вредност од 9 милиони евра државни пари додадени на фирма, наводна фирма на двајца вработени. И ни за вакви скандали слуша јавноста, но се чини дека како институциите да стануваат инертни. Зошто? Знаете како, јас тоа често пати го споменувам, кога го вадиме барометерот, кога ги делиме оние на бистри матни настани. Во бистрите настани секогаш повеќе се присутни оние пониски профили на извршители на кривични дела или дела поврзани со корупција, додека оние високи скандали кои побудуваат интерес на јавноста, често остануваат без судска завршница. Тоа значи дека оние white collar crime или висок криминал многу ретко се гони кај нас. Или и да се поведе судска постапка и да се покрене обвинение, тоа некако заглавува во лавиринтите на судскиот систем. Зошто е тоа така? Можеме да предпоставуваме. Тоа е поради тоа што најверојатно оние чинители кои што се извршители кои што се од повисокиот слој, повисоко рангирани, ги ја користат својата позиција, имаат доволно средства да преку судскиот систем извојуваат некакви мини победи кои што ќе го одолговлечат процесот и на крајот на криштата со последните измени на кривичниот закон и кои се уште не е вратен на старо или пак не се донесени новите измени кои што треба да ги анулираат тие негативни последици од 2023 година, овие кривични дела побрзо застаруваат. Точно е, се согласувам со вас, голем дел од овие скандали остануваат неразјаснети. До кога ќе биде тоа така, треба да ги прашаме судските органи, треба да го прашаме обвинителството, но треба да ја прашаме извршната власт која треба
со обезбедување на буџетски средства да овозможи нови вработувања во судската и обвинителската служба. Власта вели допрва ќе видите што е битка против корупцијата. Ние во изминатиот период, изминатите години се изнаслушавме намери, желби во справувањето со овие незаконски дејанија. Сведоци сме на голем број на малверзации, финансиски дубиози и што? Како понатаму? Видете, секоја од трите власти во една нормална, во една демократска држава, законодавната, извршна и судската, кога се бори против корупцијата, кога треба да придонесе во борбата против корупцијата, тоа треба да го прави во рамките на собствените ингеренции. Кај нас, нажалост, во последно време, при тоа не реферирам на ниедна од овие три власти, повеќе сме сведоци на изјави кои што се однесуваат на префрлање на вината на другата власт, отколку на некои конкретни действија. Што сакам да кажам со тоа? Сите од овие три типа на власти во државата, и извршната, и законодавната, и судската, имаат придонес во состојбата во која што се наоѓаме во моментов. Препознавате ли искрена намера, акција во справувањето со корупцијата? Нажалост, во овој момент не препознавам, бидејќи, да ги тргнеме сите работи на страна и да направиме една мини анализа што би требало да се случи во моментов најбрзо, за да имаме некаков мини напредок во борбата против корупцијата. Што треба? Пред се. Ако реферираме на извршната власт, треба што побрзо да биде подготвен новиот текст на измени на кривичниот законник. Треба што побрзо да влезе во сила. Собранието треба што побрзо да ги изгласа овие измени, а не да калкулираат со тоа дека како вршители на јавни функции сите криминали кои што се случуваат во моментов и кои што се случува во изминатиот период ќе застарат за побрзо време отколку оние претходни провизии кои што ги предвидуваше членот за злоупотреба службена положба и овластување. Судската власт од друга страна и обвинителската власт, иако се десеткувани, немаат судска и обвинителска служба, меѓутоа обвинителите треба да направат приоритет на оние дела кои што се од стратешко значење. Што значи тоа? Оние кои што може да побудат поголеми општествени поместувања, значи оној висок криминал кој што го зборуваме, со кој што треба да се справиме, секаде каде што има злоупотреба на буџетски средства, секаде каде што има пореметување на општествените услови во оваа држава, тие треба да имаат приоритет како кривични дела. Значи секој во својот сегмент треба да почне со действување за да имаме некаков напредок во борбата против корупцијата. Се досега се сведува само на обични изјави. Благодарам за разговорот. Благоја Пандовски, председател на Transparency International. Хроника за Тошо Малерот, Цацко и Милепаника. Алманах на времето и актерите. Објавен е документарниот филм за јадрото на настаните, процесите, личностите, социјалните и општествени состојби во 3 децении самостојна Македонија. Режисерот на К15 филмот Илија Икокаров гостин во тренинг. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Каров, дали ти е хендикеп или предност што Бубо е ваш татко и колку тој имаше увид во она што го работевте за сцената? Хендикепирана предност. Во еден одговор. Не, се шегувам. Дефинитивно јас го сметам тоа за предност. Мислам, кога бев помлад, може би го осеќав како хендикеп, како што го најавивте, но дефинитивно од оваа временска инстанца сега скоро раситнувајќи ја мојата 40-та година, дефинитивно предност и гордост во животот. Не само Бубо, туку ниту Бранко, ниту Васко, па ниту продуцентите, ниту Жаре, ниту Владимир, никој не се замеша во целиот процес, ниту во сценариото, ниту во продукцијата. Целосна слобода има? Апсолутно. Тоа може би беше и најтешкиот дел. Речи си за краток период, за една година го изработевте, го подготвивте документарецот? Месец и половина интензивна продукција, 1 месец предпродукција и околу 12 месеци активна постпродукција. Како успеавте да го обезбедите сиот оној архив, целата архива на К15? Имаше ли достапност до сите материјали?
Постои еден човек што се вика Пајо, сакам да го поздравам во овој момент. Пајо порано работеше во К15, сега работи во 1 на 1. Пајо, верувале или не, целата архива ја знае наизуст. Само што интересното е за Пајо што целата архива на К15 он ја дигитализираше, ако не се лажам, не се лажам. Он ја дигитализираше, апсолутно ја знае напамет со тоа што он ја има крстено така како што он ги доживува скечовите. Дали Бубо, Бранко и Васко знаеа со што се занимаваш во тој момент, со што се поседуваш од архивата на К15? Воопшто не беа во тек што се снима. До половина филм ги снимав одвоено и ги интервјуирав на повеќе наврати. На средината на филмот некаде ги спојувам и тоа беше многу интересно. Васе ми вика, добро, баце сега што треба ја да правам? Ништо, му викам, кога ќе ти се јавам, излези пред зграда. Исто беше и за Бранко. Бранко дури не беше стрплив да остане, да не пречека пред зграда, па малку подолу од зградата кај што живее го собравме, а не беше поразлично и за Бубо. Добро, вика, сега што ќе правам? Викам, опуштено. Излези, само и ќе се договориме. Вака, фундаменталната инфраструктура на филмот е несомнено документарна, значи таа ги интегрира ретроспективно се оно што значи, нели, К15 и како шоу и како продукција, има еден дел за телевизијата, па и за нешто за нивните оние спорадични бизниси со кои што се обидоа. Но има еден дел од филмот кој што несомнено е догма, значи неортодоксен пристап, во смисла не знаат што се снима и не знаеа ни што ги очекува кога ги собравме едноставно со комбето. Позадието е една многу интересна сцена, позади седиштето сме клекнати ја и Жога, директорот на фотографија, Никола Грнчаров, првата камера на филмот е од Карши и држи два плана, еден Карши друг, и ги носиме, нели, во мната да ги соочиме со она што денеска е останато само од К15 продукцијата. Знаете, со овој филм сакав и една друга, да ги соочам со еден друг момент. Нашите тројца протагонисти од филмот со Бубо, Васко и Бранко, К15 никогаш не било цигли, К15 никогаш не било објекти. К15 се Бубо, Васко и Бранко, и се додека они тројца се живи и здрави и волни да продолжат да го работат, К15 постои. Хумористични скечеви кои со години се уште се раскажуваат, се актуелни. К15 дефинитивно креација на Буба, на Васко и на Бранко. Имале подсетници и белешки за тоа како би сакале да течат скечевите, но мислам дека и диалозите нивни се толку совршено точни во смисла се многу органски и лесни за примање и гледање, да, од проста причина што беа креирани на лице место. Они тројцата толку спонтано можеа да се надополнуваат во моментот во која ќе влезеа во улогите, да тоа е едно школо што веројатно на секој што се бави со филм или телевизија би му посакал да може да го види и да го посведочи. Како и од кога К15 стана хроника на македонските крстопати? Па ја мислам дека уште од првиот момент, затоа што К15 во суштина, колку што е хумористично шоу, толку е и сатирично шоу. Васко како вика во филмот, да го цитирам, вика, кај нас нема пардон. А во смисла на она што ме прашавте, како они успеа да бидат хроничари на едно време и да бидат се уште актуелни, тоа е за жал заради тоа што мислам дека и работите не се многу сменети кај нас. Ако вие гледате скечеви нивни кои што ги третираат проблемите за влезот на Европската Унија или за подобрувањето на стандардите или за малцинствата во Македонија, тоа се уште некои проблеми кои што со ист интензитет постојат и денеска во нашето општество. Зошто не се мрднуваме од мртва точка? Јас не се бавам со политика. Тоа ќе треба да ги прашате тие што се обиделе да ги сменат тие нешта. Моje лично мислење, Жога, директорот на фотографија, вика, него ќе го цитирам сега, слушај, доека не дојдат да не соберат од дома
и не пикнат на власт, ние што неќеме да се бавиме со политика, да пробаме, вика, можеби така ќе се смени нешто. Васко по враќањето од Австралија беше пропаднат, дури пред 2 години најде работа. Како ангажманот на Бубо Каров, политичкиот ангажман, влијаеше генерално на креативноста на тројката, имајќи во предвид дека во тој период се случуваше и она постојано на поделба на граѓаните, те на патриоти, те на предавници и така натаму. Мислам дека таа поделба кај нас е се уште актуелна. Во контекст на претходното прашање што ме прашавте, нели, зошто се некои работи се уште актуелни и не мрдаме од тоа некое ниво, мислам дека волку малку народ колку што има кај нас е фасцинантно на колку поделби ужива. Ме разбирате, сакате национално, сакате политички, сакате историски, просто неверојатно. Во контекст на тоа, Васко дека бил пропаднат, не можам да се согласам дека е тоа точен термин, Васко беше изморен. Изморен од нашето општество и затоа крена котва од тука и отплови на некое време преку океански и после тоа се врати едноставно, му беше доста и од таму. Васко е многу спонтан човек. Он секогаш и себе си и животот негов го опишува као рок-н-рол. Ме сваќате, и во тој контекст таа негова спонтанност и му дозволува такви екскурзии, тоа е неговата, нели, уметничка страна. Во однос на политичката кариера на Љупчо Бубокаров, сега ако го прашате, јас во филмот го прашувам, дали повторно би влегол во политика, дециден и јасно вика не, ни подразно. Ако него го прашате, он ќе ви каже дека за неговата политичка екскурзија, јас би ја нарекол, вие ја нарекувате кариера, затоа што и Бубо е исто рокер по убедување и он има многу животни екскурзии во животот. Он ќе ви каже недвосмислено дека за тоа, пошто и така е, најмногу бевме виновни јас, брат ми и мајка ми. Он доби безрезервна поддршка од нас, откако ја доби понудата за да влезе во политика. Едноставно му рековме, слушај, ти си човек кој што од секогаш јавно ги споделувал своите лични убедувања и ставови. Зошто не се обидеш сега веќе кога не постои К15 и не се нафаќаш да бидеш во еден таков контекст ангажиран, зборувам за тој период, ајде да пробај да видиме како ќе функционираш во политичките води. Иако мене лично, ако ме прашате, тоа беше некој спорадичен политички ангажман, затоа што не беше некој директен политички ангажман, Бубо и немаше некоја функција со која што можеше да влија или да направи нешто во државата. Во филмот зборува за тоа дека неговата призма на политичкиот контекст или екскурзија, како што ја нарекувам, е тоа што во тој период сакал искрено да и помогне на државата затоа што и бил ветен брз влез во Европската унија. А тоа и сите знаеме дека е нешто многу битно за нашата држава. Каров има еден емотивен дел во текот на филмот, тоа е при крајот околу тоа како да им се соопшти на своите соработници, вработени дека толку од К15. Тука велите дека К15 е се уште жив. Ако е така, дали денешните политичари се спремни да прифатат скечеви, критики на нивна сметка, шеги на нивна сметка? Мислам дека не. Зошто? Толку се само бендисани? Толку се убедени дека она што го прават е правилно? За тоа ќе треба да ги прашате нив. Инаку симптоматично е тоа што политичарите од средината на 90-тите години многу повеќе го сакаа К15 и многу симпатично ги доживуваа шегите на нивната сметка. А од денешна гледна точка, мислам дека сите овие естетики Зошто К15 стана трн во око за политичките елити? Затоа што го соочуваше народот со вистината. Па не би можел да речам ги соголивме. Политичарите генерално мислам дека сами се соголуваат со сите нивни, нели,
одлуки, дела и слично. К15 беше само огледало кој што одразот на тие нешта му ги представуваше на народот на сатиричен и малку да кажам поизџвакан начин. И тоа беше делот што мислам дека дефинитивно не им се допаѓаше. Има ли простор за смеа денес? Да. За хумор? Да. За и сатира? за сатира, да, дефинитивно. Знаете како? Тогаш беше покомплицирано. Телевизијата беше примарниот медиум. Таа беше тогаш медиумот number one. Сега со интернетот е многу покомплицирано. Значи, самиот интернет едноставно не можеш да го цензурираш. Но од друга страна, па младината денес и не е толку засегната со политиката, како што да речеме генерации кои што бевме јас и вие, нели, 80-ти и од средината на 80-ти и 90-ти години. Пак мислам дека за тоа беше виновна телевизијата. Благодарам што издвоивте време за гостувањето. Ви благодарам за поканата. Илија Икокаров, режисер и сценарист на документарниот филм К15. Во време кога вештачката интелигенција ги менува сите индустрии, една од најголемите трансформации се случува токму во човечките ресурси. Денес вештачката интелигенција го забрзува регрутирањето, го поедноставува онбордингот, помага во обуките и создава подобро искуство за вработените. Затоа денеска во Трилинг гостува Анче Атанасова, директор во секторот за човечки ресурси во СЕМОС Едукација и ХР лидер со повеќе од една деценија, искуство во развој на таленти, организацијска култура, имплементација на иновативни ХР практики, засновани на аналитика и вештачка интелигенција. Таа ќе зборува за тоа како човечките ресурси стануваат мост помеѓу технологијата и луѓето. Зошто културата е клучна за успешна вештачка интелигенција и како вистинскиот баланс да се постигне помеѓу технологијата и човечноста и како се гради компанија на иднината. И денес ќе зборуваме за една тема која станува се поважна. Како вештачката интелигенција го менува начинот на кој работиме, учиме и се развиваме во компаниите. Вештачката интелигенција е веќе нашата секојдневна реалност. Секој документ што го пишуваме, анализа што ја правиме, обука што ја креираме, денес може да биде побрза, попрецизна и поперсонализирана благодарение на AI. Вистинското прашање повеќе не е дали да користиме AI, туку како да ја користиме за да создадеме повеќе кратна вредност за луѓето, за компаниите и за заедницата. Таа веќе игра огромна улога во подобрување на ефикасноста, во донесување поквалитетни одлуки и унапредување на искуството на вработените. И токму HR секторот што работи со луѓе, има клучна улога во оваа трансформација. AI веќе го менува начинот на кој функционираат човечките ресурси. Во начинот на работа, прво ја адресира рутината, автоматизација на административни задачи, генерирање на прелиминарни извештаи, сумирање состаноци, предлози за идни чекори. Алотки како Copilot стануваат дигитални асистенти. Ни помагаат побрзо да стигнеме до работни верзии, да анализираме табели, да напишеме мејлови со вистински тон, како и да креираме презентации. Еве неколку примери за тоа како AI го менува функционирањето на човечките ресурси. Регрутација и селекција. Кога имате голем број на апликации, AI може за неколку секунди да ги анализира, да ги спореди со критериуми и да предложи најсоодветни кандидати. Ова го прави процесот побрз, пообјективен и пофер. Ние во СЕМОС Едукација, на база на податоците што ги имаме, интерно креиравме и изградивме прилагоден агент кој ги зема предвид компаниските податоци, критериумите за избор и врши потесен избор на кандидатите со споредба на искуството и вештините наведени во CV-ата. Процесот не е оставен само на агентот. Финалната одлука ја носи човек. AI е поддршка, а не замена. AI креира персонализирани програми за онбординг според улогата и искуството на секој вработен. AI чат-ботови одговараат на најчесто поставувани прашања, овозможува микрообуки и симулации за реални ситуации, следење на прогрес, евалуации и препораки. Во СЕМОС Едукација во моментов сме во процес на изработка на ваков агент кој треба да ни го олесни процесот на воведување, а тоа значи заштеда на време, побрза адаптација и продуктивност. AI ги анализира перформансите и препорачува индивидуални програми за учење и развој, креира кратки, таргетирани модули и ги адаптира според напредокот на вработениот, следи резултати од тестови, ангажираност. HR добива извештаи за компетенции и препораки за следни чекори, нешто за што претходно ни требало сати, сега ни требаат минути.
Ангажираност и задржување на талентите. Со анализа на податоци, анкети и комуникација, AI може да предвиди ризици и да предложи активности за да се подобри ангажираноста. Ова е огромна предност за компаниите кои сакаат стабилни и мотивирани тимови. Често луѓето мислат дека AI е одговорно само на IT тимот. Улогата на HR во имплементацијата на AI е стратешка, бидејќи HR е мостот меѓу технологија и луѓе, а тоа значи централниот двигател на оваа промена. На кој начин? Преку културна промена прво. Најголем предизвик не е технологијата, туку луѓето. HR ја гради културата што ги охрабрува вработените да ги прифатат новите алатки и да ги гледаат како поддршка, а не закана. Наша задача е да обезбедиме обуки, поддршка и јасна комуникација за новите алатки, за вработените се чувствуваат сигурни и подготвени. Без паралелна едукација на вработените за користење на AI алатки и техничка имплементација на AI Adoption нема успех во процесот на имплементација. Во Симос Едукација константно вложуваме во обуки за вештачка интелигенција за вработените. Почнавме со основата Office 365, преку Copilot и негова употреба за различни цели, се до агенти, AI во човечки ресурси. Како регионален тренинг центар, преку нашите вендори први ги дознаваме и имплементираме најновите светски трендови. Нашите тренери ги пренесуваат најсовремените знаења за генеративна AI, оптимизација на процеси и зголемување на продуктивноста, за компаниите да бидат чекор пред сите. Стратегиско планирање. Со AI се менуваат улогите и потребните вештини. HR има задача да препознае кои компетенции ќе бидат важни во иднина и да креира стратегија за нивно развивање. И нормално етичките стандарди. HR поставува стандарди за транспарентна и одговорна употреба на AI, без дискриминација и со целосна заштита на податоците. AI не ја заменува човечката улога, напротив, ја надополнува. Наша задача како HR лидери е всушност да обезбедиме баланс помеѓу технологијата и човечноста. Компаниите кои ќе го направат тоа, ќе бидат подготвени за иднината. AI е тука да ни помогне, но човечката интелигенција и емпатија остануваат незаменливи. AI е најмоćната алатка која што имаме денес, но алатка сама по себе не создава вредност. Вредност создава начинот на кој што ја користиме. Во Симос Едукација веруваме дека компаниите што учат побрзо водат. Ако сакаме да бидеме лидери утре, треба да учиме и да иновираме денес. Падна владата во Бугарија. Премиерот Желјасков си поднесе оставка. Неколкудневните големи протести и бунтот против контроверзниот буџет го принудија премиерот Желјасков да си поднесе оставка. Тандемот Плевски и Борисов не издржа. Бугарија веројатно ќе влезе во нови предвремени парламентарни избори. Влегува веројатно во нова политичка криза. Гледавте Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.